Владата е блиску до одлука државата сама да ги гради хидроцентралите Чебрен и Галиште. Премиерот Христијан Мицкоски вели, се работи на физибилити студија за еден од најважните стратешки објекти од областа на енергетиката и одлуката ќе ја носат заедно со раководството на државни електрани. Ваквата најава на Мицкоски доаѓа по години обиди за реализација на овој проект и 14 неуспешни тендери за јавно-приватно партнерство или концесија. Според владините проценки, проектот би чинел 1,5 милиарди евра. Мицкоски вели доколку успеат да формираат синдикат на меѓународни финансиски институции, а разговорите се во таа насока, тогаш владините очекувања се дека веќе следната година ќе биде ставен камен темелник. Треба да се обидеме, и вака народски кажано, да стиснеме заби да го изградиме сами овој проект. Имајќи ги предвид климатските промени, убеден сум дека не само на Македонија како држава, туку и во регионот ќе им требаат 2 резервоари за питка вода. Токму тие се тие акумулации таков тип на резервоари. Така што производството на електрична енергија можеби не е примарен предизвик. Приоритет на владата е изградбата на патната инфраструктура. Мицкоски очекува целосно пуштање во употреба на автопатот Кичево-Охрид во првиот квартал од 2027 година, додека делот од Извор до Врбјани, каде се наоѓаат тунелите, да биде готов и пуштен во употреба најдоцна во октомври. А до крајот на овој месец премиерот најави конечно да почнат работите и за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Вчера добив информација дека е конечно завршена процедурата на избор, завршени се сите одговори на жалби и поплаки и во прв и во втор степен комплетирана е процедурата и очекувам старт на теренските активности најдоцна до крајот на овој месец. Мицкоски е оптимист дека следната година би почнал и проектот за изградба на нов клинички центар, доколку се одвива како што треба и државата успее да се договори со сопственикот на земјиштето на Илинденска во близина на спортскиот центар Борис Трајковски. Според планот, клиничкиот центар би бил поврзан со болницата 8 септември преку подземен премин под булеварот, а во комплексот би биле вклучени и пет центарот и поликлиниката Букурешт.